Во Македонија расне увозот на млеко во прав, а паѓа откупот на млекото од сточарите. Од Агенцијата за храна и ветеринарство потврдуваат дека увозот на млеко во прав во Македонија бележи континуиран раст во последните неколку години. Според официјалните податоци од 2022 до 2025 година, количините се зголемиле за повеќе од половина милион килограми, а само во првите 5 месеци од годинава во земјата веќе се увезени речиси 1 милион килограми. Што ова значи за сточарите? Не само млеко во прав, имаме и сирово млеко и кондензирано млеко, згастено млеко од увоз. Овие млека, место да завршуваат кај што им е намената, а тоа е или за сточна храна на младите животни, или за кондиторската индустрија, тие завршуваат во млекарниците. Немаат потреба од откуп и де факто нашите другите млекари не можат да се конкурираат со нив. Производството на кравјо млеко во 2025 година изнесувало 289,9 милиони литри, што е за 2,7% повеќе во споредба со 2024 година. Истовремено, производството на овчо млеко се зголемило за 4% и изнесува 24,7 милиони литри, но само што тргна, откупот пак е проблематичен. Една се работи проблемот со што доснат субвенциите и што не се спроведуваат правилниците за преработка и откуп на сирово млеко. Едната млекара ни најави дека до први откупува млеко, од први прекинува. Другата рече ќе ви го откупуваме, но цената до синоќа имавме пак состанок ние во штрајкувачкиот одбор, немавме конкретно цена дадена од таа млекара. Значи ќе ви го откупуваме, но за цена да не прашувам. Каде сточарите го гледаат решението за овој проблем? Решението е да се ограничи увозот на млеко за сировина. Хајде, не можеме да ограничиме. Мора да имаме закони за слободна трговија во ред, меѓутоа нека биде декларирано од какво млеко е направен тој производ. Не да продаваме млеко со сонценце, македонски производ, да, пакувано е во Македонија, меѓутоа сировината не е произведена во Македонија, а тоа нигде не е декларирано. Овие и други проблеми сточарите ќе ги изнесат на протест кој е закажан на 30 јуни на 2 пункта, и тоа во Битола и Делчево пред подрачните единици на Министерството за земјоделие.